Годинава е просечно добра за пчеларите. Потврлање има во планинските предели каде пак лани беше добро, а годинава поголеми приноси има во полскиот дел кој што се над просекот. Но сепак со зголемувањето на трошоците за репроматеријали, дрвната маса за сандаците, горивото, шеќерот, опремата и средствата за работа, неминовно е поскапување на медот. Во Прилепско една тегла мед се продава од 500 до 600 денари, но пчеларите велат дека мора да ја покачат цената минимум за 100 денари по тегла. Принудени изгледа ќе бидеме да ја зголемиме. Дел од колегите ја зголемуваат, меѓутоа сепак се ориентираме према платежната моќ на граѓаните и ќе гледаме да биде добро, рентабилно за нас и поволно за граѓаните. Пчеларите се жалат и на нелојалната конкуренција од увоз. Се увезувал производ кој што не бил мед, а се продавал како мед. Дел се увезува како пекарски мед, кој што не е мед, дел се употребува, се увезува од Молдавија по пониска цена, па тој мед дополнително му се додаваат некои состојки. Тука треба да реагираат ветеринарните инспектори и ако се продава како пекарски мед да се декларира дека не е мед. Значи се што е мало продажба е мед. За справување со климатските промени кои што ги намалуваат приносите, потребно било пчеларите постојано да се едуцираат како да постапуваат и да засадуваат медоносни растенија доколку сакаат развој. Пример фацелија, мастена репка, значи тука е успехо или ако сакаш да произведиш мед, мора нешто да вложуваш, да се трудиш, техники да спроведуваш, инаку тешки години за пчеларството. Вели се едно, природата ќе дај, не дава природата. Ако не спроведиш техники, ако не спроведиш посевање на култури, тешко пчеларењето. Инаку во Македонија во моментов има околу 315.000 пчелни семејства, кои што во изминативе 10 години се зголемени двојно. Просечен принос е од 6 до 10 килограми по пчелно семејство.